Јас те љубам, Исусе. За секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И за навек и со радост ке ти служам. Ти си внатре во мене. И со радост ке ти служам со радост. И јас те љубам, Исусе. И суштината е како да се вратиш од нељубов во љубов. Како од нељубов да се промениш, да се возродиш, да те калемат, да го оставиш стариот човек, да ја прифатиш неговата власт и сила. Ке читаме писмо Ефесијаните, вчера имавме средба во заедницата, освоевме уште еден нов простор. Кога се молиме овде на земјата, ние ослободуваме територија, бидејќи земјата е дадена е на сатаната, кој е паднат на земјата со сите негови демони, потоа и луѓе кои му служат. И има малку време. Значи, одиме Јуда, односно писмо до христијаните во Ефес од апостол Павле. Должностите на децата и родителите. Оно што е важно да научиме дека на земјата настаните, како живееме, што живееме, дали сме здрави, дали имаме сила и љубов, дали сме синови човечки или синови Божии, одредува како живееме, како ќе завршиме и каде одиме. Тој вели деца. Пазете го тој збор. И јас постојано им повторувам на сотрудниците, бидејќи во духот ми доаѓа. Ние сме деца на Небесен Отец. Сите ние сме деца. Кога ќе го разбереме тоа, кога ќе почнеме да го градиме тој однос, ние ќе тргнеме кон подобро. Деца, бидете им послушни. Послушност, покорност кон Бог. Бидете им послушни на своите родители. Бидејќи вие му припаѓате припадност, припадност на Исус, на Господ, на Отецот Небесен. Зборуваме за припадност, да му ја дадеш власта. Тоа е примарно поведение, тоа е основно што треба да го знаеш. Дека си дете на земјата и татко на небесата. Првата од 10 заповеди без Исус што содржи и ветување гласи: почитувај ги своите татко и мајка. И нашите политичари зборуваат за стратешки партнер каде што семејството е распаднато. Кога ти немаш мало семејство, кој е мало Божиот царство, немаш однос кон родителите, кон таткот и мајка ти, како ти ќе направиш сооднос кон Исус ако ти не си непослушен? Тој вика: почитувај ги своите татко и мајка, а ветувањето е за да ви биде добро. За да ви биде добро и долго да поживеете. Да имаш време да се покаеш, да имаш време да дојдеш до Исус. Ние зборуваме за тој момент. Штом ти немаш однос со мајката и таткото, ти не можеш да дојдеш до Исус. Основниот принцип е простувањето, да простиш, да не осудуваш, да се покаеш. Знаете, работете честно некаде отидовме. Татковци, немојте за да живеете долго, да ви биде добро и да поживеете на земјата. Односот кон мајката и таткото, било што да прават, да ги благословуваш, да ги љубиш и да се грижиш за нив. 6 глава Ефесијаните 4 стих. Татковци, имаме и земни татковци, немојте да предизвикувате лутина кај вашите деца, одгледувајте ги и воспитувајте ги во Господовото учење. Одгледувајте ги и воспитувајте ги во Господовото учење. Одиме понатаму 5 стих, должностите на робовите и господарите. Тој сега ни покажува како треба еден Христов слуга било каде да е, што да работи, да се однесува во светот. Робови, бидете им послушни на вашите земни господари со страво почит, искрено од се срце, како да му служите на Христос, Така треба да служите, бидејќи вие служите за Христос. Вие сте негови представници на земјата. Вие сте живи камења во неговата црква. Вие сте светлина на светот.
За да не речат, гледај го овој христијанин. Многу луѓе денеска во современата црква се разочарани, бидејќи свештенството, водачите на заедниците, ги одбиваат наместо да ги привлекуваат кон Господ. Ревносно исполнувајте ги вашите должности на работа, правејќи го тоа како за Господ, а не за луѓето. Правејќи го тоа како за Господ, а не за луѓето, зашто знаете дека секој што прави добро, било да е роб или слободен, ќе биде награден од Господ. Сите што прават добро се движат кон Исус. Тој ќе им се објави понатаму. Целата суштина е, никој не е виновен ако во погрешно учење. Не барајте мнозина да бидете учители, ако е некој задоен во погрешно учење. Во некој од деноминациите или од другите заедници верски. Имаше попис во Македонија се испотепа колку верници, зошто некој таму 100.000, 200.000 се пишале христијани. Па овде пишува христијани, не пишува ништо друго. Може би се разочарани од однесувањето на водачите и старешините на заедниците. Слава ти, Господи Исусе Христе. Истото важи и за вас, господари. Однесувајте се спрема вашите робови според истите принципи и немојте да им се заканувате, зашто знаете дека и тие и вие имате еден ист Господ на небото, кај кого нема пристрасност. Кај кого нема пристрасност. Знаете, ако размислуваш дека еден ден ќе застанеш пред Бог, кај Таткото Небесен, тогаш нема да се однесуваш било како детето што прави некој грев, или белја, или штета. Потоа размислува како ќе застане пред Таткото. На крајот ви порачувам духовно оружје на христијаните, ова е поентата, да црпите сила од Господ и од неговата огромна моќ која никогаш не престанува. Значи да црпиш сила од него. Така ќе можеш да издржиш. Облечете го целосно Божиот оклоп, штит, оклоп, за да можете да ги издржите подмолните напади на ѓаволот. Мораш да бидеш облечен во Исус. Ние не се бориме против луѓето од крв и месо. Тоа го цитираме ние, но дали го разбираме, туку против злите владетели и власти на невидливиот свет. Ние не ги гледаме, затоа е потребно водство во духот. Затоа е потребно Исус да живее во твоето срце против мрачните духовни сили што владеат со овој свет и против злите духови во небесните простори. Значи, војната не е ваша, туку е Божја. Зборуваме за духовна војна. Сабајлево дојдов во Мауро, вчера имавме средба, се излеа сила небесна, водна бања во Словото. Сабајле рано дојдов таму, заглавив, колата ми е сега на сред пат. Исус ки испрати човек денес утре, оставив телефон. Значи, после ќе ви го објаснам тоа, значи тоа е шлемот на спасението. Затоа целосно облечете го Божиот оклоп. Треба да се облечен. Така ќе можете да издржите во зло време, па откако ќе заврши, ќе останете исправени, затоа што се држите во Исус. Бидете непоколебливи, препашани со појасот на вистината. Тоа треба да разбереш, како да се препашаш. Облечени со штитникот на праведноста. Овде зборува за оклоп, на друго место вели оружје, но тоа е сепак оклоп. Обуени и подготвени непоколебливо да чекорите, носејќи ја радосната вест, што донесува мир. Значи, мир донесува радосната вест. Нема мир за грешниците. Со сето ова, понесете го штитот на верата, со кој ќе можете да ги сопрете и угасите сите огнени стрели на злиот. Штит на верата. Ставете го спасението, ќе се навратиме после, како шлем. Шлем на спасението. Земете го мечот на Светиот Дух. Тоа е оружјето. Тоа е Божјото Слово. Постојано молете се и барајте онака како што ве води Духот Свети. Духот Свети да не води. Бидете будни и истрајно молете се
за сите христијани. И сега во графата на пописот кај нас има православни, католици, протестанти, евангелисти, адвентисти, јеховини сведоци и христијани. И однаш се појавуваат христијани. А овде се вели христијани, ги нема тие другите. Па вие сега размислете зошто некој има потреба да биде попишан во земниот катастар. Ние зборуваме да се запишани вашите имиња на небесата. Бидете будни и истрајно молете се. Молете се и за мене, се разбира, кога ќе отворам уста во Духот Бог да ми даде зборови смело да ја проповедам. Да проповедам за тајната на радосната вест, иако сега сум во окови, токму поради тоа што како Божји пратеник ја проповедам радосната вест. Молете се да продолжам смело да зборувам како што и треба. Како што и треба. Тихик, мојот драг брат по вера и верен помошник во работата за Господ, ќе ви каже како сум и што правам. Може би сега некој Тихик ви кажува. Токму заради тоа го испраќам кај вас, за да ви каже што правиме и да ве охрабри. На сите христијани таму им посакува мир и љубов со вера што доаѓа од Бог Таткото и Господ Исус Христос. Бог нека им биде благонаклонет на сите што го сакаат нашиот Господ Исус Христос со љубовта што не гасне. Пазете го тој стих. Со љубовта што не гасне. Кој е сега овој стих? Кај ојде? Христе, Боже, јас те љубам. Ефесијаните, одиме поуката, значи тоа е тоа што слегува. Сега ќе излезе книга Поуки во дух и вистина, слегува по духот. Во Ефесијаните се вели да се засилуваме во Господ и во силата на неговата моќ, да се засилуваме, да црпиме сила. Ефесијаните 6:10, во друг препев се вели да црпиме сила од Господ, од Отецот и неговата огромна моќ. Така ќе можеме да суштествуваме по стихот се можам со Исуса Христа. Со Исуса, во Исуса. Исус во мене, кој ме крепи, кој ми дава сила, потоа ни вели да се облечеме во сето оружје Божјо во еден препев, во друг препев, да го облечеме целосно Божјиот оклоп. Облекување во Исус. Облекување во љубов. Облекување во свадбена облека. Во новиот Исусов духовен човек, да го соблечеме стариот човек, грешен телесен човек, да се облечеме во Исус Христос, да го облечеме целосно Божиот оклоп. Што значи тоа? За да можеме да ги издржиме целосно, потполно под молните напади на ѓаволот. Ефесијаните 6:17. Како ќе ги издржиме, па ако сме облечени во Исус, како се облакаме во Исус, сега ќе видиме. Понатаму ни вели да разбереме дека не се бориме против луѓе од крв и месо, туку против злите владетели и власти на невидливиот свет. Затоа ни е потребен Исус. Против мрачните духовни сили што го владеат овој свет, имаат малку време, и против злите духови во небесните простори. 6:12 Ефесијаните. Потоа ни вели целосно да го облечеме, целосно Божиот оклоп, или да го примиме сето оружје Божјо. Зборува за духовно примање и облекување, за духовна борба, за духовен воин на Исуса Христа. 14 стих, да се препашаш со вистината. Исус со Исус. Што значи да се препашаш? Па да се стегнеш во Исус, да се фатиш за Исус, само за Исус и да не пушташ. Исусе вака. Да се надеваш на Него. Да мислиш да пребиваш во Него. 14 стих, ти да се препашаш во вистината, да се облечеш во оклопот на праведноста. Вториот момент, штитот на праведноста. Тоа е Исус, тоа е Неговата правда. Да биде во тебе. Неговата правда. Сите го бараат своето, а не она на Исуса Христа. Ти да не осудуваш. Исус да те укори архангел Михаел на сатаната.
Исус, прости им, татко, не знае што прават. Не осудувам, во неговата правда сум. Тогаш сум во неговата правда. Пази, и тогаш сум подготвен да чекориш носејќи ја радосната вест. Значи, дали сум подготвен и чекорам и ја носам радосната вест и тоа донесува мир. 15 стих. Тоа е оклопот на мирот. Кога ја носам радосната вест, тогаш имам оклоп штитник на мирот. Потоа ни вели за штитот на верата. Пазете, штит на вера. Што е тоа? Па нема да ми се случи ништо. Исус е со мене. Доверба, потполно препуштање во Исус. Зошто јас да се плашам? Имам Исус е со мене, штит на вера, тој ќе ме заштити. Се разбира, не одам да соблазнувам, одам со Евангелието во мир. Нема да ми се случи ништо, потполно препуштање. Исус ќе ме исцели, готово, бргу поминува. Се е можно за оној кој верува. Со тој штит се гаснат сите огнени стрели над злиот, 16 стих. Потоа во 17 стих ни вели за шлем за спасение врз главата. Секоја мисла да е покорна на Исус. Ти мислиш со своја глава, ја вака ќе биде, како сега, колата ми е заглавена, кој ќе прати, зошто мајстори ваму таму, Исус, шлем на спасение. Исус ќе испрати луѓе. Остави телефон, чекам. По 17 шлем за спасение, престанувам да мислам. Секоја мисла е покорна на Исус. Он действува, он мисли, он ме води, не се колебам. Он зборува како духот на Отецот низ Исус. Пазете, Исус ништо не направи само од себе. Исус кој извршуваше тоа што му вереше Духот. Он ги врши делата, он зборува низ мене. Тоа треба ние да го направиме. Мечот на Духот. Што е тоа? Тоа е Божјо Слово кое оживеано во тебе. Пак ќе речеме, еден актер игра улога, тој не прави разлика меѓу себе и ликот, ги расплакува луѓето. Така треба и ти да немаш разлика. Исусе, во името на Исус, излези, мораш да излезеш. Кој е оживеано во мене во секого од нас. Живо слово 17 стих 6-17 Ефесјаните. Во мене, во тебе, од секого од нас. Облекување во Исус е да се стегнеш во него, да чекориш ширејки го Евангелието со мирот, да не осудувам, негова е правдата, со вера се борам, се можам. Нема да ми се случи ништо освен за негова слава, шлем на спасение, нема да мислам како ќе биде, во неговите мисли пребивам во неговата волја. И меч на Духот, живо оживеано слово од тебе кон светот. Ете, тоа е практичен пример. Значи, препашам со Исус, стегнат за него. Штит на вера, верувам во Исус, не се сколевам. Штитник на праведноста, не осудувам јас, негова е Божјата правда. Го ширам Евангелието на мирот, во мир сум. Шлем на спасение, не мислам како ќе биде и мечот на Духот, изрекувам живот во секого од нас. Слава ти Господ Исусе Христе. Постојано молете се и барајте. Избирам да се молам, да се борам, како што ве води Светиот Дух. Ете, тоа е целата суштина, како тој да ме води. Бидејќи јас не гледам со што се борам. Постојан допир и контакт со соработка, со трудништво во Исус Христос. Водство од Духот Свети. Он зборува, Он действува, Он не учи ни води низ нас. Да бидеме будни и истрени и да се молиме за сите христијани. На земјата се поделени, си дале своји имиња на црквите, држат тоа е прелюба, држат таткова жена, невестата црквата е на таткото небесен и на Исус. Молете се и за мене кога зборувам да бидам во неговата духовна сила. Он да зборува низ Духот, со сеток оклоп оружје Божјо, да бидам во еден дух со него, он да расне. Јас да се смалувам, тоа значи тој да ме превземе, значи зборуваме за собственост, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус. Те сакаме Господе Исусе Христе. Видете, ние зборуваме за практично живење во Исус. Луѓето само цитираат и мислат дека е така. Потребно е дејство да направиш нешто, да исчекориш, те сакам Господе Исусе Христе.
да исчекориш во љубовта. Слава ти, Исусе Христе. Солуњаните, Ефесијаните, кај отидовте бе деца, ува и тие, Ефесијани. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ти благодарам, Господи Исусе Христе, што и во овој ден ми го отвараш срцето. Ти зборуваш низ мене, ми го покажуваш патот, како да останам 463 во Твојата љубов, како да победувам со љубовта. Деца, бидете им послушни на своите родители. Ние му припаѓаме на Господ. Тоа е прво поведение. Ако сакаш добри денови, помири се со таткот и мајка си. Се што работиш прави од срце, како да му служиш на Христос, да работиш честно, работи како за Господ, а не за луѓе. Да црпиме сила од Него, да се облечеме во целото оружје Божјо, не се бориме против крвта и месо, против поднебесните сили на злото. Постојано молете се, барајте, треба да го облечеме целосно Божјиот оклоп, да останеме исправени, штитот на праведноста, Негова е правдата, појасот на вистината, се држам за Исус, за ништо друго. Обуен ширам Евангелие на мир, носам мир, штитот на верата, верувам во Него, не се колебам. Шлем на спасението, секоја мисла е покорна на Исус. Мечот на Духот, Божиот Дух. Живо слово оживеано во Дух. Се молам за сите, ги љубам сите, ги благословувам сите. Исус е судијата, со љубовта која никогаш не гасне. Слава ти, Господи Исусе Христе, останете во мир и љубов, исцелување за сите оние кои ќе речат: Господе Исусе Христе, дојди во моето срце, промени ме, научи ме да примам сила, да се покајам од срце, да им простам на сите, никого да не осудам, да се покајам за гревовите на моите предци, да ја прифатам Твојата волја во мојот живот, да ме научиш да победувам, да останувам, да дишам, да се родам во љубовта која никогаш не гасне. Амин, до Божјо Царство Небесно. Амин. Христе Боже, јас те љубам, Исусе. За секогаш во моето срце ти насели се. Ти ми даваш сила, љубов, мир и победа во се. И во радост ке ти служам, ти си внатре во мене. И во радост ке ти служам, јас те љубам, Исусе. На колена пред Исуса, ти мало стадо возлюбено. На колена по Исуса, ти мало стадо Исусово. За секогаш, Исусе.